I'm 29. I'm a homeowner. Оваа жена која сакаше да ја представиме како Сара, живее во Тексас. I have a stable job. Имам стабилна работа, кариера, имам 2 дипломи. Откако хируршките абортуси се нелегални во Тексас, Сара стапила во контакт со пријателка за да ги земе потребните таблети за абортус. It was a combination. Тие се комбинација од нефипристон и мизопростол со ефективност од околу 98%. Но за идната употреба на еден од тие лекови за абортус ке одлучува конзервативен федерален судија во Тексас, кој беше назначен од поранешниот председател Доналд Трамп. Лекари и медицински групи против абортусот поднесоа тужба за да го симнат мифепристонот од пазарот. Тие тврдат дека пилулата првично била одобрена без докази за незината безбедност. Процесот е исполитизиран од самиот почеток. Кога беше одобрен во 2000 година, Агенцијата за храна и лекови прекрши неколку своји правила за да го одобри. Минатата година Врховниот суд на САД ја поништи 50-годишната одлука Роу против Вейд, со која беше загарантирано уставното право на абортус. Администрацијата на Бајден се спротистави со обезбедување поголем пристап до нехируршки абортуси, давајќи им дозвола на аптеките да продаваат повеќе пилули за абортус. Пред одлуката на Врховниот суд, група која ги поддржува правата на абортусот, откри дека повеќе од половина од сите абортуси се направени со апчиња, а не по хируршки пат. Кога се земат заедно, лековите што ги користела Сара се скоро 100% ефикасни за завршување на бременоста до 10-та недела. Но некои противници на абортусот тврдат дека лекарите се принудени да ги спасат животите на жените кои се здобиле со повреди од апчињата. Во движењето против абортусот знаеме дека постојат значителни, реални ризици поврзани со хемиските таблети за абортус. Без разлика што ќе одлучи судијата во овој случај, вториот лек, мизопростолот, сепак би бил легален, но експертите велат дека е помалку ефикасен кога се зема сам. Многу е обесхрабрувачки. Се чувствуваме како да се вративме назад во историјата. Жените во Америка мора да се обединат и да гласаат за да направат разлика. Беше многу интересно да се слушнат двете страни, всушност како да слушнавме 3 страни, ако ги вклучиме и фармацевтите. Независно од одлуката на судијата, овој случај нема да заврши наскоро. Да се имплементира забрана за лек од Агенција за храна и лекови, потребни се години. Експертите велат дека дури делумна забрана или почитување на актуелниот закон ќе биде обжалена од страната што ќе изгуби, така што на крајот одлуката може ќе треба да ја донесе Врховниот суд на САД.